Вонредно процедурално се бара вонредна седница и то зошто е така, пошто и недостасуваше малку советов, април месец скоро помина, никаква активност. Имаше 2 седници да дошам на последната нивна собиранка. Што се случуваше таму ќе коментираме понатаму, ама сега имаме некои вонредни состави, па Жарко Стевановски, советник од Левица, здраво, живо и добре дојде и фала што се напади да го разглобиме ова накратко, затоа што очигледно нешто се случува. Добре најдов. За жал, станува збор за секогаш за вонредни околности, ни потреби. Советот во месец април воопшто и не заседаваше. Паушалот сигурно ќе стигне на време. На време стасува? На време стигнува. Тоа е добро. Не се секираме, мислам. Но оваа недела, по повод предложените измени и дополнувања на Законот за минерални суровини и Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, како најрударскиот град во Македонија, со 32 концесии активни, се појави потреба од итна седница пред расправање во собранието за предложените закони. Да снимаме во недела на 26-ти, вие ја поднесовте во вторникот. Во вторникот. Значи 4 работни дена од кои е поднесен. Колку е, кажеме, законски рок за да се... Значи, согласно член 100 од деловникот за работа на Советот на општина Прилеп, итна седница може да предложат најмалку 1/3 од советниците, кое нешто е сторено од страна на 1/3 од советниците, и итноста е објаснета со предложените законски измени кои во понеделник треба да стапат во на собраниска расправа. Итноста е детално објаснета и со приложување на бројни вештачења кои како пример се посочуваат и со сегашната регулатива за случајот со Бехтел Јенка со селото Ревоец, Прилетвари, Крстец. Се таа приказка со Бехтел Јенка и со Ревоец и Крстец траи веќе 2 години од прилика. Да, но се интензивира во последните 2 недели од страна на Алфа телевизија, од страна на овој медиум, буквално се врши напад, атак, еден врз идејата да се заштити животната средина преку промовирање на кампањата дека станувало збор за дестина газди на хациенди, дека немало врска со водоснабдувањето на овие населени места и Прилеп. И во тие населени места стварно има само 10 души кои што имаат имоти? Па во село Ореовец, например, има 126 водомери, преку 200 изградени објекти, едно од ретките живи села кое се населува и се зголемува бројот на популацијата, за разлика од сите останати населени места во околината на Прилеп. И стварно има и хациенди, но има и, например, заштитени подрачја. Али отом потом, во текот на разговорот, ќе ви појаснам зошто е потребата од итност на седницата која се бара на Совет на општина Прилеп. За да ти севам да го снимиме овој разговор, беше еден статус вчера кој што го објави на Facebook, тоест објави пораки до председателката на Советот, која што очигледно ги игнорираше. Вчера ти беа околу ручек објавени, снимаме утрово околу 10 часот денес. Кажи ми, пошто сепак луѓе сме, не може да одговориш веднаш, не можеш да кренеш, сепак и докторка можеме да имаме разбирање, може имало интервенција. Дали до моментов, дали ти одговори? Да, веднаш после поставувањето на прашањето во затворената работна група Вибер комуникацијата која имаме како советници, по отприлика половина час се јави председателката на Совет и појасни дека градоначалникот требало да се врати во градот наредниот ден и дека ќе имаат координација. На моје прашање зашто ни е потребен градоначалникот, пошто ние треба да расправаме како советници во Совет, рече па вие се повикувате на него. Ние навистина во иницијативата за вонредна седница, за итна седница, побаравме присуство и од градоначалникот, и од пратениците, од владеачкото мнозинство и од опозицијата, побаравме присуство и од инспекторката за животна средина, од причини што располагаме и со конкретни вештачења на кои што до денес нити Бехтел Јенка во судска постапка или надвор од неа, нити пак во текот на извршувањето на работните активности ги
ги оспорија на било каков начин. Сега ги спомна и пратениците, затоа што и поводот за свикувањето е новиот закон кој што е предложен по скратена процедура. Сте побарале собрањето за итна седница и нивно присуство, но дали пробавте да ги контактирате и лично вие како советници? Сепак сме прилепчени, имаме исти интерес тука, дали ги контактиравте, дали има отвореност од нивна страна за соработка? Пратениците од ВМРО ДПМН воопшто не пробавме да ги исконтактираме од проста причина што пред неполна година тие сами се изјаснија по однос на нивниот став за ископот, го нарекува чудовиште. Пратеникот Петар Истецки го нарече чудовиште кое е производ на криминално склучен договор помеѓу претходната власт. Значи едноставно очекувате нивно присуство и соработка? Апсолутно не очекуваме нивно присуство и соработка. Соработката и присуството беше се до моментот кога се промени власта. Откако се промени власта, реториката и локалната самоуправа и пратениците, а очигледно и централната власт драстично ја променили, и од тие причини ние само бараме нивно присуство за да се сносат со последиците од нивните изјави кои претходно како поддршка ги даваа во заштита на тие населени места. Значи комплетно е променет однос. Сега ајде да ги објасниме, работиме многу пластично за Оревоец и за Крстец. Има еден куп видео, особено од Спас за Прилеп, гледам дека има и сериозен труд вложено, се направени и со нараци, и објаснување и така натаму. Ама ајде уште еднаш за луѓето кои што нас не следат, да речеме, и тебе те следат. Кои се последиците кои што ги трпи тоа населено место, тие населени места од тој каменолом, и пред се сакам да се обрнеш внимание на питката вода која што е таму е загрозена, затоа што Прилеп е најсиромашното место со питка вода. Види, за жителите на општина Прилеп важно е да знаат дека наспроти сите наративи кои се пренесуваат низ одредени национални медиуми, во текот на судската постапка, после првичните минирања од страна на Бехтел и ЕНКА на таков начин со по 3 тона динамит, на растојание од 700 метри од населеното место Оревовец, еден од изворите, еден од 5 извори пресуши, односно ја смени неговата насока, едноставно пресуши. Селото Оревовец има 5 извори во непосредна близина на ископот, од кој најблискиот е на некои стотина метри од јама 6, како што ја нарекуваат. И за да ги спречиме идните штетни последици и по објектите кои се во селото, меѓу кои црквата Свети Димитри, за кое што има долговековно историско, а и духовно значење за цело населено место Оревовец и околните населени места, ние побаравме судска заштита на начин што во постапка за обезбедување на докази со Основен суд Прилеп и вешти лица пристапивме со увид на лице место, и вешто лице од хидрогеологија ја го утврди постоењето на 5 извори, неговата непосредна близина до ископот, неговото значење и кои се штетните последици од понатамошна работа со ископот во смисла на минирање, и опасноста дека поради идни минирања веројатно не е прашање на време кога, ами не е прашање дали, ами кога ќе се тие ќе осменат подземниот правец на движење поради потресите од минирањата. И тоа како вештачење го приложивме и во судската постапка, со која што баравме времена мерка за да се спречи понатамошна активност на Бехтел и ЕНКА. Вешто лице од градежништво, а и судот непосредно ги констатира оштетувањата од таквите минирања, кои се и видео и фото документирани. Вешто лице од рударство ги утврди злоупотребите во постапката за минирања и ископ, односно утврди дека за таму нема рударски проект, дека во записниците за извршени минирања не е утврдено на кое растојание се поставени мерните уреди за да мерат вибрации.
Тоа е намерно направено, а во текот на постапката за обезбедување докази Бехтел и НК јавното предпријатие па воопшто не се спротивставија на таквите вештачења, односно не доставија доказ дека, например, вештото лице на еден пластичен начин ни посочи дека според записниците, она што фали за да јас проценам каква штета точно е направена, е каде се поставени мерните уреди. Според мене, мерните уреди можеле да бидат поставени кај саат кулата во центарот на Прилеп, а таму да се минира и да покажува дека нема знаци на вибрации над дозволеното. Така да, вака сега многу често се спомнува за тој каменолом, тој е државен. Сега властите го бранат тоа за Бехтел и НК под превезот на јавен интерес. За да немаат големи трошоци набавувајќи чакал од приватни каменоломи. Таму има многу каменоломи. Дали е навистина фактичката состојба така дека поевтино им се исплаќа да се отвори нов државен? Пред се да расчистиме маглата околу пропагандата дека во непосредна близина на јама 6 за потребите на коридорот 10D навистина има каменолом, но тоа не е каменолом, тоа е рудник за ископ на мермер и до денес од неговото издавање под концесија не е испукана ниту една петарда како би представувало опасност и закана за водоснабдувањето и за животната средина. Едноставно таму се работи само со така наречени гатери кои ги сечат мермерните блокови без да предизвикуваат потреси и други нарушувања на изворите со вода, конкретно. Дури и тој рудник представува опасност по еден заштитен вид на пеперутка кој го има само тука и е на црвената листа на загрозени видови, чинговата окатка или македонската сивка. Но отом потом тоа е... Тука сега се по социјални мрежи кои се спомнува такви видови, ретки видови на инсекти во случај пеперутка да која што има само тука, него е сега една пеперутка ќе спречи реализирањето на јавниот интерес. И затоа во контекст на сите овие работи би напоменал дека во низ овој процес од 2023 година до денес и сите тие преговори кои ги имавме, за жителите да биде појасно, во ниту еден дел од овие преговори и оваа постапка и овие негодувања од страна на жителите, јас како овластен полномошник немав можност да присуствувам при непосредните разговори со директор на јавно предпријатие за државни патишта, министерство, дури и со представниците на Бехтел и НК, сум имал можност во општина Прилеп, додека беше претходниот градоначалник, да учествувам на разговорите кои ги имавме со представници од Бехтел и НК, на кои што им беше посочено на каков начин се извршуваат активностите таму, на кои што нема одговор ни самите тие, односно немаа такви сознанија дека на таков начин се рудари во тоа место. Значи на крајот на краистата и самите представници на фирмава не беа свесни на каков начин се реализира одреден договор, да ќе рече според договор се е заштитена околина, начин на изведба и така натаму, но изведувачот или луѓето кои што ја вршат работата не се придржуваат до договорот всушност. Дури и на последниот состанок во јавното предпријатие за државни патишта на кој што присуствуваа наши представници, односно представници од населеното место на село Оревоец, меѓу кои еден концесионер локален на рудник, градоначалникот, претходниот градоначалник на општина Прилеп и проектантот на готов проект за пристапен пат од рудникот Сивец низ Вештачкото езеро до пристапниот патот градско Прилеп, му се понуди готов проект преку кој што механизацијата на Бехтел и НК би можела од рудникот Сивец по 1 евро од кубик да црпи готов материјал за кој што исто така се вршени испитување и е со далеку подобар квалитет од оној кој се сака да се ископа од јама 6 во непосредна близина на Ореовец, но тоа категорично било одбиено од страна на директорот на јавното предпријатие Коце Трајновски со изговор дека договорот не предвидувал таков начин на експлоатација на материјал за потребите на проектот. И од тогаш стана јасно дека во суштина вака издадената концесија која трае до крајот на 2028 година е во насока само за да се отскрие откривката на постојниот ископ сега, која што
била премногу скапа доколку тоа би го правил приватен концесионер, за по завршување на периодот 2028 да се издаде под концесија заради ископ на мермер, впрочем, и одлуката на влада за сегашниот ископ е за ископ на мермер, а не за технички камен за проект. Сега кога спомна рудникот за мермер, ме враќаш на последната и единствената седница која се беше за советнички прашања, тогаш го прашавте градоначалникот за проширувањето на концесијата на со нови 27 хектари. 27 хектари, да. Хектари, Рудникот што во моментот не ви одговори на прашањето, требало да се провери. Дали се провери, дали добивте одговор, некаков начин е направена? Видете, согласно Законот за минерални суровини, за проширување на концесијата важи истата постапка како и за добивање на концесија, односно концесионерот, на барањето на концесионерот упатено до Министерството за рударство сега, локалната самоуправа е должна во рок од 30 дена да се изјасни дали дава позитивно или негативно мислење за проширувањето, а градоначалникот на таа седница се изјасни дека не дал никаква согласност, но не кажува, иако го знае тоа. Тоа е пракса на сите. Треба да се провери кој дал. Точно. Законот за минерални нема потреба да се проверува. Законот за минерални суровини предвидува дека доколку општината, локалната самоуправа во рок од 30 дена не даде никакво мислење, се смета дека дала позитивно мислење и тоа е пракса на сите претходни градоначалници досега. Под превезот на премолчување да се аминува една таква штетна одлука. Значи премолчена согласност. Точно, ние премолчено ќе исчезниме како град токму ради концесиите. Ајде полека да го привршуваме муаветов кога така малку и неоптимистички полека ќе исчезниме премолчено како град. Како Совет веќе 6 месеци сте од кога сте формирани, тоа е веќе пола година кога ќе може да се покаже сериозни резултати. Како си задоволен од напредување на градов? Кое напредување во градов? Во градов нема напредување. Ставени сме на пауза како и досега. За најбитните прашања, односот на локалната самоуправа под водството на владачкото мнозинство од ВМРО ДПМН, еве за конкретно вакви прашања кои се во интерес на сите жители на општина Прилеп, како на пример иднината во следните 20-30 години, поради донесувањето на вакви законски измени, се ставени под превезот на замолчување додека заврши процедурата на донесување на законите во собранието. Тоа значи дека овде, освен партиски послушници, функцијата на локалната самоуправа не е сведена на нешто поголемо. А дали гледаш во колегите советници кои се од мнозинството, например, на минатата седница се случи еден убав преседан, кај што и она што јас и работев една емисија, така да речем, кај што ги објаснувавме зошто постоја комисиите и мислам дека се прекрши она правило кое што ги има само се читае. Точно. Така се случи првпат објаснување на предложена точка и се изгласа консензуално, значи со 27 гласа или 26 колку бевте присутни тогаш, значи се случи таква работа, значи можело. Мојаветов ми е дали очекуваш тоа да се шири како видете, ако тоа пракса или че си после 6 месеци тоа го дочекавме од еден председател на една комисија, јас очекувам дека видете интенцијата на левица во Советот на општина Прилеп не е да се конфронтира за се и по секоја цена. Интенцијата на Советот на советниците од левица во Советот е да коригира и да тежне кон воведување на еден нов принцип на работа на Советот, потранспарентно, и затоа и беше пофалбата од моја страна токму на тој председател на таа комисија, од причини што онака треба да се презентираат точките кои се разгледувале пред комисиите и секогаш се што е за пофалба од наша страна ќе биде пофалено, а се што е за критика ќе биде остро критикувано. Впрочем, нашата функција во Советот како опозициона партија е да критикуваме и да тежнееме да воспоставуваме некој нов начин на работа на Советот. А и ако ме дозволи сега како правник, ја како приправник овде, во случај че си правиме такви емисии кои ќе имаме материјали и време, сакав само да упатам еден апел, еве да речеме особено до мнозинството, дека процедурите и законите се донесени за да се заштити малцинството. Мнозинството и онака може да се донесе се.
Али тие процедури се за да низ една рамка и нормална дебата да може да се дојде до решение. Ако се оди на сила, за никој не е добро. Милан, уште на предконститутивната седница на координативен состанок на кој учествував заедно со градоначалникот и координаторите на останатите политички партии, од негова страна беше покажана намера да се даде максимумот од нас за да не памтат идните генерации, кое нешто за жал веќе след втората седница се покажа дека е популизам. Само едно ќе кажам во контекст на вонредната состојба. Градоначалникот презентираше во Советот дека силикатната прашина која го труе овој град со децении и не е изградена статистика за заболените од канцер на подрачјето на Пелагонија, а колку е тоа корисно за растителниот свет, односно дека служи како прихрана, е една работа. А градоначалникот никогаш нема да си дозволи да каже колку е тоа штетно за белодробните заболувања. Не треба градоначалникот да го каже тоа. Токму со нашата иницијатива за вонредна седница која е поддржана од сите опозицијски советници, ево насока да се донеси одлука со која што ќе се задолжи градоначалникот да отпочне со изготвување на студија за влијанието, кумулативна студија за влијанието на сите издадени концесии во здравието и животната средина во општина Прилеп, од причини што до денес таква студија нити била нарачана, нити била изготвена. Факт е дека со местоположбата која има Прилеп и населените места и обкруженоста со 32 концесии, медицината кај нас не смогнала сили да изработи статистика за бројот на белодромните заболувања и канцерогените заболувања, чија што причина се токму таа силикатна прашина. Дотолку повеќе што кај нас не е само силикатната прашина, ама имаме 2 до 3 пати горење на депонијата во Алинци, имаме голем дел од населението се грее на тврдо гориво, на дрва, на чумор. Тоа се чува како тајност и не се смогни сили да се изработи една таква студија, ние, жителите на општина Прилеп и населените места, ќе мислиме дека тоа е некој природен процес од кој што се намалува животниот век на населението. Фала ти за муаветов, мислам дека се кажа основните работи, најбитните работи, зашто имаше потреба да се свика таа. Ако дозволиш, со предложениве законски решенија во собранието, тоа за рударски град како Прилеп ќе значи дека секој странски инвеститор ќе може под превезот на јавен интерес да понуди на владата, на оваа влада, барање за јавно-приватно партнерство, да обележи која сака територија, дали тоа била приватна сопственост, дали таму живееле семејства или не, да предложи експроприација на таквото земјиште од земање по цени кои што можете да предпоставите какви се согласно правилникот на општина Прилеп и оттаму да се ископуваат се што е вредно и да биде изнесено надвор од државата на штета на нашето здравје, без да се запазат законските регулативи по однос на заштитата на животната средина, без изготвување на посебни елаборати. Ова е нешто кое одредува иднината на Прилеп последните 20-30 години. Па, ако си ги продајме сите минерални суровини, сите суровини кои што ги имаме на експлоатација... По тој период практично ќе бидеме еден град како оние напуштени градови од времето на Златната треска во Америка. Ајде тогаш за да го завршиме позитивно муабетов, да се надеваме дека ќе влијаеме пред се врз граѓаните на Прилеп во кревањето на свеста, да сватат дека пред се само тие може да си ги заштитат домовите, тие може да си ги заштитат животната средина и на крајот на криштата добра власт не постои само добро контролиране. Или ќе си ги контролираме сите власти, ова и едната и било која, и ќе почнеме да градиме заедници како што треба, или... И уште една порака, извини, до владеачкото мнозинство во Советот, до градоначалникот, до Инспекторатот за животна средина и до пратениците од власта, а и од опозицијата. Не се плашете да се соочите со аргументите, ова е моја порака до вас. Дојдете на седница, закажете и на седница на Совет, видете ги вештите наводи кои ги изготвиле стручни лица, викнете ги вашите директори од водовод и канализација, од музејот, нека дојдат, нека се соочат со аргументите на говорници и нека не посрамат
по однос на нашиот предлог колку е неиздржан. Ако се покажи дека е неиздржан, ние знаеме и да се извиниме, но изминативе 2-3 години сме на цврсти нозе со соодветни вештачења од стручни лица. Закажете ја седницата и соочете се со аргументите и со граѓаните. Фала ви што гледавме, фала ти за муавето. Благодарам. Ракавицата е фрлена, што би се рекло. Да.